Бостон е под најголем притисок за стигање во финале. По секоја цена мора да стигне. Ќе биде тотален неуспех ако И ете, може и вака да започнеме со вечерашно. многу насмење ќе удриме, ќе не искараат дека не сме професионални. Абе, што ти е тамане ова? Дајде темите да ги видиме. Здраво, драги гледачи. Еве, вака почнавме со Теата Ировиќ овој пат. Здраво, на Кајрио Милената певаljка. На Кајрио Милената певајка, ако го видовте од вчера Сторито на Инстаграм. сторито на Инста. Првото стори на Стефан на Инстаграм профилот на од клупа. Да. Па најверојатно и ми ги последните ќе биде се мачав таму, не знаев како да го ставам стори. Викам, Добар. вега не е ова за мене, Ко- никле среди. Ко татковците од Да. 64-та генерација. Да, знаеш дека си татко ако на било каква порака враќаш само. Со палец. Да. Добро, а пред да влеземе во темите, мора да се искоментира, брат. Синојка немаше кошарка, Да. ама мора да искоментираме од претходниот ден. Утакмиците беа лудило. Ја во видеото кажувам дека за мене тоа беше најдобра вечер у НБА што ја имам гледан оваа сезона. Впрочем, така и го наслови. Да, впрочем, така и го насловив видеото. Впрочем, насловот беше уште кажан уште пред да се пре видеото, ако не се лажам. Па на Така ја дојде. мислам на Вибер дека уште Да, ти пишав. Да гре, да, Како што гледав у 5 сат са бајле ти пишав дека Најаката најдобрата вечер. вечер беше. да. Па добро, недела беше и ја гледав, Далас ја гледав цела уживо, Данте Да. Екзум. По кој пат сезонава ги спашава Данте Екзум по втор пат? Да бе, стварно, втор Нели сигурно имаше? може има и Втора уште сигурно, нешто. да, и не само Па тројката. почеток на сезона и крај на сезона, така Да, почнаа они. Да, ама не само тројката пример за продолжение, него и во продолжение имаше еден многу битен кош леап на лева страна, лев двокорак. Да, влез, да. Исто беше изедначено или еден водеа и кога влезе. Точно. И немаше многу за напад Да. при крај на нападот. Се осоколи влезе. Се осоколи. Тоа е правиот збор. Така некој играч што е по low-key у екипа, Да. кој ќе се дрзне да направи чекор кон кошови, го гледаат онака малце со страф, чекај сега. Ама Данте добро, добро се покажува. Мада тебе ти го кажуваш као дека ти делува млитаво на Не ми терен. делува млитаво, него градбата јас, му е така. на почеток уште на сезона тоа ти го прокоментирав, да сум ја брат Данте Ексум, играч што го изгуби местото во лигата, Да. мораше да иде у Партизан ли таму, кај играше, Да, и сега Партизан. му даваат шанса, пак се враќа во NBA и он е здепаст. И не личи на играч. Па, како ти кажам, се таласа гледаш дека кога Да, трча. има свадбарки Има свадбарки, на човече. рацете. Не, мислам, не можеш да си дозволиш. Добро, али искуството му е сега јака страна и И клаче. И... клачи ги добива младите играчи у NBA на искуство. Да. Добро, ајде ќе му го давам тоа. Таа беше прва. Не беше прва таа, уствари. Увечерка. Клиперс беше пред таа? пред нив, ако не се лажам, ако ми Добро, текнува да, ја убаво. таа ја гледав, али и Clippers game winner Пол Џорџ, они се враќаат од минус 20. 26 во трета четвртина. Четвртата веќе беа вратени, ама Порано човече 15 разлика беше сигурно водство. сега и ти Пред 15 години. Ама сега гледај, ама секоја вечер има вакви дешавки брат по 20 и кусур се враќаат екипи лабаво се враќаат. да. Као нема везе ти у втора и Далас губеа 22-3 на втора четвртина. Да. Како почна, ја гледам, ама ич не бев онака, не се плашев дека Далас дека се надолу утакмицата. Губат 20, ништо не може да погодат у прво полувреме. Викам, нема гајле, овие ќе се вратат. Сигурен бев дека ќе се вратат и се врати. Па затоа и ние почнавме вака рикепи да ги правиме. Гледаш дека секоја вечер може да се направи јако видео, интересни Секоја дешавки. вечер има луди камбекови. Да. За Клиперс малце сакав да вајбот им е оф. Некако не е како што треба. Работите не се Џорџ, ако оваа не ја спасеше утакмица, баш ке Да, беше. Џорџ, колко 20 и кусур поени од четврта четвртина. Да, 3 мислам. 3 ги јаде целата Да, екипа. Кливленд изгубија 2 од Лос Анџелес екипите. Да, ама кај Клиперс дур сме, еве го, Кавај почна да не игра. Јас читам нешто дека е проблем со коленото, со тоа проблематичното колено. Клиперс од Не дај друга Боже. страна, да, у секој случај. Клиперс не кажува ништо. Кјутат, они се како се вика тоа, искуството Сан Антонио што го плати за нив, они сега тоа го користат. Сан Антонио многу лошо ја изменаџира таа ситуација со Кавај.
кога се збореше цела сезона, еве го, вака е, онака е, не игра, може да игра, знаеш, му се збореше за него, Паркер искачеше, Сакаш збореше. да кажеш му е намалија вредноста на некој начин? Па не или? му е намалија, ама сега се збори за мене, а јас знам дали можам да играм или не можам да играм. Сваќаш, не иди по медија да кажуваш што е и како е, а ја ти кажам дека не можам. И Клиперс ради тоа кјутат сега штама ништо не се Па кажува. добро. Научиле. Паметно си играат, а од друга страна има некои како да кажам закачки со Харден што ги има во секоја екипа кај што е он. Еве и тука почна пред некоја утакмица. Немам видено. Па пред некоја утакмица мислам дека од Денвер таа која ја тепаа до душа, Кој игра Ама- одбрана у нападот? Харден играше лошо, не ми текна точно која. Харден игра лошо во четврта и нема ни обиди за кош и Па сега нели го седна цела четврта. сега го седна и таму и ќе стигнам на крај, да, Аха. али пред некоја утакмица и многу слаба четврта четвртина и Џорџ го прашуваат после утакмица во соблекувална. Демек еве Харден не беше инволвиран, како ти можеш да помогнеш, знаеш да он биде повеќе дел од нападот кога се крши утакмица. Не сум ја тренерот, наредно прашање. Ладно. И тој то на одговарање, знаеш, А не малце глупи им се прашањава на репортериве, као мене ме прашуваш за друг играч као да биде инволвиран. Као, Не, шо добро, да ти ама ако кажам? се е во ред ќе ти давам некакво си прашање, ама не сум ја тренерот, наредно прашање лошо звучи. Ти еве на нас ни дава сега причина да ние се прашаме дали е се Дали е уред или не е хемијата се у уред. Да. екипата на ниво? А на последнава утакмица тоа беше. Они почнаа многу лошо, отидоа down by 26 поена против Кливленд. Харден мизерна одбрана. И генерално одбраната беше лоша на Клиперс на почеток, ама Харден беше лидерот на тоа. И го седна, четврта четвртина не играше воопшто. Ама многу јако навиваше од клупа го виде. Тоа ми беше интересно, сакаше он ете да пешкири, покаже фрлаше дека- и ептен беше хајпнат. уште сум инволвиран во Како екипата. Джавел ме ги изгледаше од клуба. Да, изгледаше како уште вода да им додава на тајм За малку фалеше Танасисан те до кумпо да остигне Не прикосно. за од клупа. Танаси се гоут. Абе, Танасис, cheerleader. ако ти се верува дека станува на секој кош и рипа и се пали на секој А. кош. Ја ги гледав 2-3 пати Милвоки за зонава, како може на рандом поен на Боби Портис на леап у втора четвртина, он станува и идемо, значи царе А, човек. добро, мора да се одработи платова некако се, не заебавај. Ама Така е, така е. сите во Милвоки сите кажува дека ете како да кажам, тимски играч. Треба еден хајпмен секако. Да. Добро, имаше и други интересни утакмици. Феникс Пеликанс беше луда, таа беше директен дуел. Индијана Мајами, Спарс Фили, ама на тема на Клиперс можеме тука да отидеме на наредната тема, можеш да ни Па дека ете Клиперс и Далас, што ги зборевме, дека најверојатно ќе се паднат и најверојатно се првата плейоф двојка, што можеме да кажеме дека е сигурна точно, сега за сега. точно. Четврто и пето место, по две утакмици се размак од третиот и од шестиот. Да, не е на некој официализирано математички, ама над 90% е шансата да бидат Да тие две завршат екипи. така. И нешто слично како со Јокич, јас ова си го зимам како готова работа, не е Па официализирано, добро, ако ама ги ќе поделат утакмиците до крај они две екипи, на пример, да отидат 2-2 у последниве 4, ќе Да. си останат на тие биде. места Далас што е... има многу лесни, Да. чак што више. Далас 3 од 4 има прелесни, мислам дека. да, ќе покоси све, едино за Клиперс со Феникс играат 2 пати. Клиперс со Феникс играат 2 пати, ама разликата помеѓу нив е 4 утакмици. Да. И тука доаѓаат тие 90% шанса, знаеш. Они треба и од нив двете да ги изгубат и другите две да ги изгубат. Феникс треба се да тепа, Математички можно, ама колку е теоретски. да, математички и теоретски. Добро. Во сега пракса да кажам, колку. во пракса колку е. Кај идеше Петка ти? имав математика. На пракса кај идеше факултет? Не битно, да. На пракса татко ми печати ми ставаше, имаше фирма. Еј, тоа е добро. Не Израмнети- само мене и на другите им шиткав по песенар и печат. Се Ти шалам, бизнеси никад не си сум правил. ни искористувал позиција.
И оваа позиција сега на еден инфлуентен NBA аналитичар немој да ја користиш за лошо. Сакам секогаш објективен да бидеш. Готово. А израмнети екипи, брат. Јас ги гледав напад и одбрана, тука се негде Далас и Клиперс со одбраната се еден до друг. Оноа по 100 поени нели што го збориме. Нападот Не се познати многу по одбраната двете екипи. па да, на 17 и 18 место се нешто така се. Нападот Ама им ќе е биде добар. напад со висок на високи октани ќе се игра. Затоа што и двете екипи котираат јако горе се. Првите 10 екипи се. Не знам еве сега, ово е нов момент со Меѓу Кавај. себните дуели нивни, ете првиот Далас го добива со исто високи 144-126, а другите наредните два ги добива Клиперс, така да Клиперс е 2-1 оваа сезона. Знаеме и дека има некоја историја од претходните сезони, Лука со Клиперс као екипа, као целина, има некој биф тука. Он губи 2-0 до сега во плейоф, али ова на Лука му е најсериозна екипа going into the playoffs. Да. Мислам дека. Сега тоа што ќе рече он прв пат имам сериозна екипа, ама па сега Да. Клиперс се најсериозни, да другата речеме. страна се сериозни. И сега знам дека си ти за Далас, вака, да речеме од овие две екипи кои Да, би бирал. ќе навијам за Далас од овие И две. јас сум и како, ама објективно гледано правиме муавет во перфектен свет кај што ете Кавај е здрав, цела серија и ќе ја игра. Како мислиш дека ќе се справат па еве и под кош со Зубац и на крилните позиции се поголеми овие Клиперс? Да, као Кавај и Пол Џорџ се високи Снажни. крила, што на другава страна, не знам, Пиџе Вашингтон ќе треба да чува еден од нив. Пиџе Вашингтон сега што го гледам последниве неколку такмици, на солиден дефанзивец ми делува. Али мене знаеш што ме плаши, дека у последно време кај Далас многу изразито Лука и Кајри одскакаат поентерски, односно се сами во напад и многу мала помош имаат поентерски од другиве. Например, еден Тим Хардавеј Джуниор на почетокот на сезоната почна фуриозно и го фалевме, го текно и едно видео направивме дека сезонава треба да се гледа. И баш гледав негови бројки до негде до All-Старот, има феноменални бројки, 18,5 по утакмица поени на 39 за тројка. Од All-Старот негде навака, од 5 и 6 февруар, има една утакмица против Филаделфија со 0 поени, како таа да му е пресечена вака и надоле да му тргнало низбрдо. Има 0 од 8 и од тогаш навака човекот е 9 поена по утакмица на 32 за тројка. Ама ај... Сега тоа може и да се поврзе со нови играчи што дојдоа пред All-Старот, Пиџе Вашингтон и Гафорд. Да речеме, Пиџе му зима дел од шутевите на Тим Хардавеј, али сакам да кажам дека за да би направиле они нешто повеќе во серијава, затоа што вака тет-а-тет Клиперс има повеќе оружје у напад. Мора Тим Хардавеј и Пиџе Вашингтон, и Пиџе Вашингтон во Далас има слаба реализација многу. За разлика од Хорнец, например. Брат, ја Тим Хардавеј Джуниор некое време ја не го гледам на утакмици. Ти ги гледаш бокс скороите, јас се уклучувам само на утакмица. Да, и минутажата му е падната. Не играше пример сега. Играше, ама малце. Не, на крај Добро, ја не го видов. Да, минутажите му се намалени. Многу му се намалени и ти викам ја Абе, кога си и Кајри и Лука на терен, а и Пиџе Вашингтон, нема место за Хардавеј. Пошто тука имаш двајца бекови и овој трет нема место за Тим Хардавеј. Он може да игра кога Лука или Кајри одмараат. Ама за мене он мора да биде поефикасен, као на почеток малце да се врати и поентерски, и Пиџе Вашингтон да биде поефикасен за да се борат со Клиперс. Они ќе даат отпори, све кул и ќе изиграат, и Лука ќе има мастер гейм, и Кајри ќе има мастер гейм, ама посигурни би делуваат Клиперс. тебе те плаши тоа. А мене ме плаши фактот што Клиперс имаат многу играчи што може да си креираат сами за себе и ролплеерите збориме. Па овие двајца се тие што треба, освен Лука и Кајри, да креираат за себе, и тие двајца
треба да се подобри за да нешто да Искрено, мене направат. многу повеќе ми е Hardaway на на catch and shoot, на таков тип. Он знае да Он е стај може, на терен брат, и да да е е стај, тапне, знае ама да е тапне. никако не го користи тоа, да речеме, константно. Да, Норман повремено, Паул ми е да. мене многу поконстантен играч и знам што Точно. ќе добијам од него. Да. И да не ја заврши, Поагресивен е, да. го напаѓа кошот, креира, знаеш, мора да се собере од браната. Ај вајде у плейоф кит ќе го утилизираш, што се вика. Ти еден Амир Кофи, кој што е далеку Supreme Coffee. Supreme Coffee. Еве и едно кофи тука имаме. Вака, да, живели. Значи он поентерски не е на нивото на Hardaway. Меѓутоа, константно го напаѓа кошот, креира за другите. Hardaway мислам дека ако не креира за себе, не креира за другите. Не креира. Знаеш, ќе тргне или ќе ја заврши или ништо. Не знам дали враќа пасон кога ќе одобија пасон. Тоа е тоа што ти го кажам. Значи, целиот напад, како ќе изгледа структурата на нападот на Далас, се базира околу Лука или Кайри. Овие имаат многу повеќе making plays, Да, играчи ама што можат да направат. Некако сличен стил на игра имаат двете екипи. Кога е кај пеге топката, другиве чистат и го чекаме него да, ако му тргне, го чекаме него да направи плей. Кога е кај Кавај топката, исто. Другиве се тргаат, го чекаме него. И на другава страна, Лука и Кајри тоа го прават. Еве сега со Хјустон, значи беше доста нападот така. Лука ќе ја земе, другиве се тргаат, Кајри ќе ја земе, другиве се тргаат, некако немаше течение во нападот. И на Клиперс таква ми е играта. Добро, сега ние нели дека во рикепот се задржуваме на последните минути. Последните минути секако се така, во секоја екипа. Пошто Кајри беше ход цела утакмица, изгледаше така. Јас навијачки сум за Далас, ама ако треба да кажам некоја така прогноза за да се исполни, веројатно Клиперс у 7 или може и 6. Мене ми е серијата во 7, искрено. Дај Боже да иде у 7. Многу сакам Далас да победи. Да. Ти што прогнозираш? И ја би Клиперс у 7. Мада убаво рече ти можно и Клиперс во 6. И тоа е серија за мене. Па да. 6 утакмици е серија. Тука негде ја гледам серијата. Клиперс, секако. Ама ета, ќе видиме. Ако се у фул состав. Ако пред се се. во фул состав. Пред се. Ако се со Кавај, ако се без Кавај, Без Кавај Далас ги одбирам одма. друг муавет. Одма ги одбирам Далас. Друг муавет, да. И интересно, ова може да го прокоментираме. Ситуацијата на западот е, брат, многу луда со самите Секоја тајбрекери. епизода тоа го кажуваме колку е луда. И Од се првата полуда епизода ни се стану- вика хаос на западот. Да. Еве 9-та епизода се уште е хаос на западот. И се полудо станува. Значи Феникс е 6, а Нью Исти Орлеанс скор имаат со 7. Нью Орлеанс. Да, исти скор. Сакраменто една утакмица позади нив. Да. И вика вака, во ситуација кај што би биле сите со исти скор, ќе завршат овие три екипи, ако завршат. Кингс имаат тајбрекер над Санс, Санс имаат тајбрекер над Пеликанс, Пеликанс имаат тајбрекер над Кингс. И тука одлучува некоја 17-та метрика. Да, и тука ќе треба 1-1 да играат. За кои ќе идат дале. Еве ги тајбрекерите, чекај, ако имаат така, после се гледа конференција, Скор во конференција. скор во конференција. А еве вака на брзинка, ако може да Многу да видам, advanced metrics. Сакраменто има најдобра Најбољи скор има во Сакраменто. конференција. Они ќе бидат, значи, 6 ако имаат сите три екипи Ако исти имаат скор. сите три екипи исти скор. А како беше сега до крај, Сакраменто игра со Тежичок распоред има Сакраменто. па тешкичок, ама од друга страна па во директен дуел, еве, има утакмица против Феникс, Да. што ако нешто сакам, ете, сакам јас да си одлучувам, и има утакмица против Пеликанс. Да бе. Значи тие две се во директен дуел Абе, и една против Утакми- Портланд, една страшни против утакмици. OKC. Оке сега, си е вечер, они OKC више не играат, Не игра Джелен Вилиамс и ни Шеј не игра. Шеј. Неколку утакмици ги одмараат за плейоф. Да. Они се доста сигурни на трето место. Гледам се одделија малце од Минесота и од Денвер и изгледа се задоволни со трето место и можејќи ги одмараат до крај на сезона овие, така да Сакраменто двојка вечер.
Од мене вака. 2,90 квота. Јас ќе се оградам од ова и не давам совети од тој тип. А ситуацијата е слична и на исток, Да. малце ќе шалтаме. Значи, Никс го имаат тајбрекерот над Кавс, Кавс го имаат врз Magic и Magic имаат Имаат врз тајбрекер Knicks. врз Никс. А Magic и Knicks имаат исти скор исто. Моментално да. и се една утакмица од Милвоки, Од Милвоки. кој е втор и има опасност, има 2 утакмици против Орландо. До Да, крај, дечки, Милвоки и Орландо играат 2 пати. и има опасност Милвоки и да го изгуби второто место. Да. У каква серија лоша се. Епа, они ако губат од Вашингтон, Торонто и од Детройт, кој беше Абе тие? вечер играат со Бостон дома. Еве и таа ви е кец Милвоки. Доста бе. Али Милвоки игра вечер со Бостон, нема разлог Бостон зашто да игра на утакмица уопште, ќе играат Пейтон Причард и овој Сем Хаузер, така да Мислиш дека никој нема да игра? па ќе Затоа играат што до сега 20 играат, минути. брат. 25 минути ќе играат. Четвртина нема да играат. Интересно. Значи ти мислиш од сега натаму веќе Бостон нема да игра затоа што до сега четврта играат овие. Не игра, еве и со оваа за малце што ја тепа со Сакраменто исто дома. Добро. Сакраменто изгуби една разлика од Бостон у Добро. гости. Цела четврта игра втора постава Бостон. Од Паметно. 16 разлика у четврта падна на 1. Памет. Ти го пратив крајот, брат. Водеа Сакраменто дојде од минус 16 у четврта, водеа една разлика. Бостон, оној новиот од Мемфис, Тилман, Да. едно флоутерче, после еден шут, па друга нешто шпартната топка, мешаница беше и срекно ја погоди, иначе ќе си ја добија Сакраменто у гости таа. И- Али уште тоа беше пред 2 утакмици и тоаш не игра стратегија. Така треба и да биде. Затоа ти реков пред некоја епизода, не би гледал апсолутно ништо сега Бостон што прават. Да, И имаше затоа добар. не ги ни гледам, мислам водат 15 Не, утакмици пред добро да си вториот. обезбедија хом корту цел Апсолутно. плейоф, така да. Иначе имам интересна статистика брат за нив. Мгм. Нели они попара прават на исток. И сега во западот кога би биле, како би котирале, нели? Интересно Па добро, па се први, да. прашање. Не, ама добро, ама кога би играл со екипи од западот, тамо нели дупло повеќе Аха, играат. ќе изводиш Вака имаат статистика само само од еден запад со еден. екипи? Да, вака играат само дома и гости со. Да, само по 2. Не е битно Мечо. со Феникс или со западна екипа играат така. Меѓутоа, они со спротивната конференција, односно со западот, се 23-7. Процентуално се баш не знам колку посто е тоа на успешност, меѓутоа ако видиме тука со Минесота кои се први, 37-13, ја од око без рачуница ти кажам дека на Бостон скорото е подобар. Процентуално. 76% ти е тоа. Ете така. А сега 37-13 на Минесота израчунај, од одма јас 74, не. Боле е малце за децимали е болја на Бостон процентот. и па за Бостон ти кажам. Аха, тоа се Тоа ми е мојавето, да. Да, ја мислев ќе кажеш Минесота. Не, дека не, се не, го- не, не. И баш ми беше интересно, нели увек екипа што решета на исток и ќе речеш да, ама да играше во запад, немаше Мгм. баш да. Па така е, еве. Да, го да, имаат решетаат најдобриот скор. сезонава, решетаат. Факт е дека со помалце нели утакмици против запад, ама пак 23-7 е многу убав брат, како да кажам, sample size. Да. И не знам, ја да сум Мазула, ја ќе Имаше ги добар коментар имаше за таа утакмица за Мазула, демек браво коуч, ќе ти врати демек резервна петорка, ќе ти врати за овој плейоф што им дал доверба да довршат утакмицата и да ја добијат. Мгм. Па Демек да. ќе влијае на нивниот И ако ништо друго ги ставаш во многу убав ритам, знаеш, сега они ќе ги доиграат, овие многу јака минутажа Да. ќе имаат, ќе Да. ќе им се дозволи шутеви да земаат. Пошто нели кога си во таква не подредена улога, него ли кога си епизодист, кога Добро, си да, рол дојаш плеер, 15-20 минути, сега ќе играат по 30. играчи некојаш слушаме како Ќе влезат кажуваат, у абе ритам. знаеш ке ме стаи и стегнат сум, знам ако промашам две поред ке ми Одма извади. излагаш, да. И еве сега трчајте. Као играјте, фрлајте, шутирајте. И кул позиција е за нив, мислам дека. Да, бе, да. Да Али- експериментираат. Тргнав да кажам да сум јама Зула, ја ќе ги стројам до финале. Ова е златна шанса, брат. Волку јаки они колку што се, а Никад не истокот биле. ваков климав како што е, еден претендент имаат. Значи еден против Милвоки само.
А Милвоки види ги. Кога се Филаделфија ги забораваш. Ако стигнат до конференциско финале со нив, ме плаши Ембит, брат. Ме плаши Ембит, не игра. Еве го, изигра 2 утакмици, Да, па да, 2-3 добро, не не. играше. не Не изигра мислам дека- последно. Не знам. Да, ако исто како Кавај и он ако е 100%, колку и да е тоа 100%, Ќе им дадат отпор. Би Нема им да се дале нема отпор, да има ама- нема да биде 4-0. оваа екипа, ти викам, според мене, тоа сакав да ти го начнаме, брат, како тема. Притисокот за стигање во финале. Бостон е под најголем притисок, според мене, да стигне во оноа ESPN што прават тие Да. джукелски муавети, кој има сега најголем притисок. Не знам како се мери тоа, ама според мене Бостон мора да стигне, златна шанса има. Мора, не да мора, апсолутно мора да стигне. И сега, ако стигне оваа екипа во финале и да изгуби, врз нив не би ставал некој притисок, еве уште не може да освоат или нешто. Финале е финале, Нивна брат. година е, 50-50. брат. Нивна година е, не знам што да кажам, Ама нивна до година. таму по секоја цена мора да стигнат. Оваа екипа во Да, ќе ово биде исто. ќе биде тотален неуспех ако не стигнат до финале. Не заебај бе, на истокот може Орландо да испадне втор бе, брат. Како Смешки живи, брат. Ја ги имав 13 Орландо таму 10 и 13 ги имав на исток, на почеток на сезон. Да. И да, ти викам, ете, ја да сум Мазула, ја многу сериозно би ја сватил работата, мада он ја сваќа. Не. Добра, идеме дале. Оваа тема ти сакаш да ја воведеш. Мислам да ја, како се вика, да ја представиш. ќе ти За давам на играчот тебе. што го носам дресот вечерва? Ете така, да не се прашуваат драгите гледачи. Да, еве, Торонто Репторс број 15, Винс Картер. Епа, зашто носам Винс Картер? Дека влезе во селектирани играчи за Hall of Fame оваа година, 2024, заедно со Чонси Билапс. И сега им спремив неколку интересни причи на гледачите што можеби не ги знаат во врска со Винс Картер. Еден вид на куриозитети, ето. Куриозитетни причи за Винс Картер. Ке се вика на YouTube тоа делот. Да. Со timestamps, чаптерот ќе се вика куриозитетни причи. Еве да почнеме со 2003 All-Starот, кај што Винс Картер има највеќе гласови од публика, ама му го отстапува своето место у стартната петорка на Майкл Џордан по своја волја, затоа што на Џордан му е последен All-Star. Пред да преминеш на второто, само Тука има улога и Езеа Томас, кој е тренер на таа екипа. и За тоа сакаш да кажеш? па ќе кажев у стил дали е по своја волја. Некој од драгите Епа, гледачи од постарите по посебно договор- може да ме поправи, мислам дека се ствара како еден вид на притисок врз Картер. Абе као дај го местото, не заебавај. Не, ја и од него имам слушано дека е така по договор и од своја волја со договор со Езеа Томас дека Седевте тука на да, ми раскажуваш. кафе, од него. Не, еве нека потврдат, еве поздрав до ја ќе поздравам најголемиот фан на Винс Картер у Македонија. Да. Тоа е Пере Јованов. Поздрав до Пере. Има присуствувано на 2 утакмици на Винс Картер во живо. Си има сликано, има Nice. и ги има сите дресови од сите екипи на Винс Картер. Nice. Само Торонто него 8 екипи има Картер низ кариерата и он ги има сите дресови. Така да поздрав до Пери и он сигурно знае поише од мене за Картер, нека пише таму Да, во Пере коментар. пиши во коментар што е и како е. Дали таа сме точни ситуација. со приказнава? Ние нешто сме чуле, не сме дочуле. Ајде, нареден куриозитет дај. Нареден куриозитет, интересна прича како излегува од Торонто уствари. Нели првите неколку години кога е атрактивен за гледање игра у Торонто и после тоа suddenly се дешава некое незадоволство кај него дека што ради екипата не е сериозна, он више игра 5-6 сезони таму. Не е сериозна екипата, му го носат Хаким Олајџон на 40 години во екипа. Кубат од Њујорк во прво коло. Потпишуваат некои таму тренери, некои исто руки тренери. И Картер е незадоволен и бара трейд и таа сезона на почеток игра мизерно, дури и на противничките екипи им ги издава акциите што ги играат. Да, се збори дека ова било случај. Да. И Джейлен Роуз има интересна прича у подкаст што ја раскажува. Еве, ти раскажи им ја за Да, Джейлен Роуз во тој период игра во Торонто, повеќе седи како нас на клупа него ли што игра, ама ете во екипата е. И Роуз раскажува случка
на полувреме мислам дека има нешто. Или пред утакмица, али да, во соблекувално. Да, во соблекувално мислам дека беше полувреме. Сем Мичел е тогаш тренер, критикува вака онака, му се врти на Картер, критики према него. Картер во стил демек доста демек Олабајме, да. Се буцкаат. Не се олабаува Мичел, се буцкаат. Картер вика го зима како што беше таква атлета, го крева со рацете преку глава, вика и го фрла како на Джелерос вика го фаќа меѓу нозе, вика со едната рака, вика Да. вака го крева. како кечерите вика посебно Да. го фрла Човече. и Тренерот да си вика, го грабнеш и да вакнеш од земја. вика на нас ни беше многу смешно. Тренерот изгледаше како мало дете, Да. го фрли тука на патос, вика Се лум го смееле направи. тие џугелите. И сега вика на нас ни беше прво глупо да се насмееме. И као еден пушти глас, друг пушти глас, на крај и Мичел демек се И он ја фати на смеа ја насмеа сврте. ја сврте, али Немал што да прави човекот. суштински не беа вика работите никогаш исти, не беше Да, после тоа. да и нели кратко после тоа Картер го трейдаат. Сега тоа е исто куриозитет што мислам дека го кажуваме во видео за Картер на хитчек. Он не куца. Да, сезона- изјавува вика Dunking is overrated. Да, нема да куцам више, што е ова, не, и болки посем во колена И има. само што иде у Нец, почнува да гази. Да. Од 14 поена у Репторс тие 20 на утакмици, после у Нец на 27 иде. Да. И секој пат кога ќе се сретне со Торонто, ги демолира. Ги демолира и мене, една од стварите, мене Картер лично, нели, феноменална атлета, многу јак, еден од, па да кажам, топ 3, можда и најаката атлета што некогаш играла во NBA. Мене лично како играч и тоа што го има постигнато, а колку можеше да постигне со тој негов потенцијал, Сите го зборат, да. апсолутно не ми е омилен, не ми е нешто симпатичен. Мислам дека го нема тоа кучешкото во него. Нема. И не зборам само за на утакмица да се бута во лице у лице со некој или нешто, него не, да запне, да тренира, да каже оваа сезона во лигата ќе бидам јак и неприкосновен ќе бидам. Знаеш, за тоа мислам дека на Леброн мора да му се дае кредит и на тие Коби, нели Џордан со маниакална работна Апсолутно, етика. Да. Картер мене прво и основно од кога иде во Нью Нец. Џерси, никогаш не ми е во топ форма човекот. Збориме само физички изглед. Да. На страна се друго. Сви ми е некако екстра боди фет, он Многу нели брзо паѓа он. го има он, телото му е такво јако, ама има повеќе боди фет него што треба да има, никогаш не ми е спремено на цела кариера се базира врз неговите физички предиспозиции. И кога ќе Legit. видиш, он е таков играч, ама за тоа никогаш ништо нема постигнато, Да, не а успе. иде понатака во добри екипи. Истата екипа на Нью Џерси што стигна во финале, он ги појача Да. и не И направи не ништо. направи ништо. Оди посем во Орландо, екипа што ете исто Исто била играла финале Финале? прошлата година. не прави ништо. Ајде, за посем не ни изборам Феникс, Меникс. Али многу брзо паѓа. Ја мислам дека у Нец таа првата сезона му е јака и после тоа дека почнува да паѓа баш Ама тоа е исто оди во прилог на тој муабет, исто како Ајверсон, исто како Кармело. Кога ќе ти издаде оноа нозете кога веќе не ти трчаат толку, посем тоа. Да, добро, сите овие играчи бивши што сега се бават на медија излагаат почесто го зборат дека Картер е еден од најталентираните Мет Барнс кој што талент. има подкаст, нели? Да, најталентираните у секогаш кажува. историјата. Секогаш кажува, вика, тој човек за мене ниво на талент, највисоко ниво на талент што јас сум го видел. Вика, абе, седеше, вика, посем тренинзи, ќе седне на слободно. На едниот кош, седеечки, вика, ја Да, фрла има со клипови, една рака, има клипови, од тоа. како Дава дава кош кошеви. со една рака со седење. Мислам, не знам, тоа ниво на атлетицизам е ненормално. Со тоа да не загризеш и да речеш ја ќе бидам најдобар, за мене е Добро, штета. ете, го компензираше тоа со најдолгата кариера во историјата на NBA, 22 сезони, рекордер од тој поглед и трет најстар играч во цела NBA со 43 години последната утакмица и тоа cut short,
му ја скратија кариерата, Короната, короната му ја скрати кариерата, наеднаш кога рекоа се затвара све, дозна дека на клупа дозна дека ќе биде оваа задња утакмица, влезе таму, даде една тројка, си отиде со аплауз. Исто една куриозитетна ситуација сав да спомнам со 2000-та куцањето, кај што сите го паметиме, нели, најлегендарниот натпревар во забивање, мада според мене Ерон Гордон и Зек Лавин го надмашија тој статус. Според мене исто. На куцањето на Картер, елбоу данк, на Хани Дип што го викаат, со раката у обрач да се држи. Тоа го правил од 2000-та. Сега, има на YouTube клипови уште од 86-та година, како го прават играчи истото куцање, али прв NBA играч што го има направено е уствари Коби Брајант на тие Magic Nights у 97-ма. Magic Джонсон организира во летен период екзибициски утакмици, имаат као мал slam dunk контест. Ќе иде тука видеото, ќе го гледате. Па ќе иде, ама кратко ќе биде, пошто копирајт ни удрија на хитчек, го ставивме тоа видео, ни удрија копирајт. Чак да бос ќе спомнеме, ќе снимаме со се него, да се види кој го ставил. Нема да му го... Не ми го спомна, ајде. Диплиме видеото. Коби таму прв го прави елбоу данк. И тоа баш убаво и може да е екзекуцијата на куцањето и поуба, според мене, од на Картер. Да. Сега овие предходно што го имаат направено, тој Рој Хинсон во 86-та као на загревање, ама не се задржува на кошот, него само прави дип и одма ја вади раката, а други некои про данкери што го имаат направено, не знам, еден играч на Globetrotters исто го има таму крај на 80-те, 89-те или нешто, али збориме за NBA играч и Коби е, еве го да речеме, тоа е као куриозитет за куцањето. Уште еден куриозитет. Имаме тука друго нешто за Картер? Па за Олимпијадата, нели? Легасито ќе му остане како најакото куцање во историјата на кошарката, да, кај што преку цел играч, прерипува цел играч и го пензионира таму на лице место. Човекот против има за Франција. Брат Фредерик Вајс има видео за него како работи, не знам, касиер. Рандом некоја работа, не ми текно. Па тоа е. И кој ќе го изедеш. Нешто збореше, западнав ја од депресија, сите ме, као демек со тоа ме поистоветува. Да. Еј, ти си тој Картер што закуца преку тебе. Да. Али на страна куцањето, пример, Картер е таму водечки стрелец у таа репрезентација на Америка што осваја златен медал у Сиднеј 2000-та година. Во една екипа со Кевин Гарнет, со Гери Пейтон, Джейсон Кид, Реј Ален и така натака. Млад Реј Ален, да. Млад и Картер. 2000-та он влага 98-ма, Реј Ален е постар од Картер. Да, кој ќе видиш, точно. Така е. Али така, Винсенити и нека му е заслужено со среќа нека му е. Да. Наредна тема за денешна епизода, исто од гледач. Поздрав до Борис што ни ја пиша оваа тема, за најдобри undrafted NBA player, значи што не влегле во NBA преку драфт. И тука има некоја листа што видео изменивме во овој. Па ќе ти дам тука и кредита и притисок дека ова е генерално по твој укус. Јас пошто со листи по 100 пат кажам, не се замараш, да. Па тука ги прочитаме на прво место, да речеме Бен Валас. Може да го ставиме, шампион со Детройт, неколку пати дефензив плеер и баш буквално кој ќе се спомне Бен Валас, само првото текно на одбрана и на блокадата на Шек на пример, што му ја залепи и чисто одбранбен играч, као најголем успех што го постигнал некој што не е драфтан. Вторе Џон Старкс, плејчето на Њу Јорк. Ти не си го фатил? Да, не сум го фатил, ако го фатев до ден денеска жалев за таа седма утакмица каде што оди 2 од 15, мислам во финале дечки против Хјустон, значи супер ја игра целата серија, меѓутоа во седмата утакмица иде 2 од 15, во шестата има шут за титула. Да, водат они 3-2. Го блокира тој. Губа таму 2 разлика, да. Тој шут, да. И... Да, нека пишат постарите гледачи, мислам постарите, поискусните гледачи, пошто не пратат и што гледале у тоа време NBA, нека пишат. Збор како... 2 за Старкс и нивно видување за Старкс. И за таа серија. Исто ќе му остане куцањето преку Џордан. Џордан да го имаш на постере, мислам. Еден од ретките. Ако... Да. Ќе ја имам таа слика низ цел стан ќе ми биде. Дупликати. Да бев Старкс. Она си седам. Да беше Старкс? Да, сликите. Па сигурно си го има. Мислиш си го нема. Фред Ван Влит, него би го извел као играч што го потпиша пример највредниот договор од сите овие.
Сега со Хјустон има 3-годишен договор 125 милиони и ова е најголем договор од сите недрафтувани играчи во NBA. Абе, он претходно не потпише уште еден договор, Bet on yourself кога беше? Потпиша Има јак во договор. Торонто, ама не толку јако. Овој му е стварно Добро. имаше негде околу 60 милиона нешто. 780 да не беше, јас се 2-3 мислам. години пак, да. Да. Да, си го наплати. Добро, и он шампион со Торонто, All-Star исто. И уште еден All-Star на листа, Бред Милер, центарот што го наследува Владе Дивац у Сакраменто. Бред Милер кога се каже така некако неозбилна фаца и луѓето мислат дека е и тапа играч, а е многу солиден, така многу Дори има просеци 15 поена, 16 у Да, да. просек и All-Star е така 8-9 што скокови, кажа. All-Star со Сакраменто и тоа мислам дека и не е само еднаш All-Star. Мислам дека може и 2 или 3 сезони All-Star у Сакраменто. Да, и озбилен играч. Он и во Чикаго кога отиде, серијата ја уште ја памтам, он играше против Бостон, легендарната серија. Милер има многу клучна тројка у гейм 6, лудиот плейоф. На другой страни има 5 лични, Бен Гордон ту е на паркету. Милер за 3! Sada je poludio United centar, svi su na nogama, samo 2 razlike za Celticse. Kirk Heinrich će ovo smiriti, barem za trenutak. Brad Miller, sada na ulaz, Miller, izjednačenje! Drama u United centru! 101-101! Кој играат у Чикаго тоа? Овие Бен Гордон, Бен Кирк Гордон, Хайнрих, Дерек Роуз, Денг, Тайрус Томас, овој Ноа, Джон дали е Ноа Салмонс, таму или? Джон Салмонс, Ноа, Ама Бред они се Милер. млади сите, валја Бред Милер. Еве го, ова беше составот. Сега што ги кажавме, тој беше составот. Интересен состав. Да. На број 5 сега имаме интересна селекција си направил. Да, ја го качив Остин Ривс од Лейкерс на број Објасни 5 се зашто. во трета сезона у кариерата. Го качувам на број 5, За не те не дека има многу појаки играчи надоле. Има играчи што постигнале доста во NBA кариерите како целина, али Остин Ривс пример според мене неговиот пик што го достигнува он сега е подобар од сите овие играчи што ќе ги кажеме подоле што некогаш го достигнале. Сакам да кажам негова верзија моментално е веројатно најдобар играч од другиве што ќе ги прочитаме. Да, дечки, Никле која рангира играчи се води, па не. Легитимно ти е тоа, што Да. знам, прашање на вкусови. Ти се водиш според колку најдобрата верзија Најдобрата на некој верзија на играч, некој играч. на врвот кога бил, како се споредува со Ама други и играчи. најчесто сега споредбите на нет се така Прайм Айверсон vs Прайм Джаморант или немам појма. Да, Прайм и Коби ти vs мислиш Прайм дека Джордан. праймот на Остин Ривс Прайм Остин моментално Ривс е подобар од моментално праймовите боле еве на некој од овие наредниве. Например, Раджа Бел. Раджа Бел у Феникс го памтам ја као Коби стопер на Феникс. Дефанзивен играч. Дефанзивен играч, ама исто поентерски солидни сезони со по 3-14-15 поени у просек цели сезони. За тројка беше дедли шутер од корнери поготово. И има клипови од него како онака чип шотс на Коби, како Боуен е подоле на листава, така и он е еден од тие играчи што целта му била ајде да не кажуваме тука експлицитно дека да го повреди Коби, ама на теренот тоа се На гледаше. англиски има убав збор, hurt и injure е различно, знаеш. Јас сакав Не да го повредам, да. не да го повредам, да го здоболи да не може да игра убаво. Да, тоа. Да. Евери Џонсон го скокнав, постар играч, ја го памтам као тренер на Далас, плечето. Он у Спарс има некој таму сезони со по 15-9 асистенции, солиден плей за у свое време. Весли Метјус, еден тројкаш, снајпер, ти го спомна од Портланд раните денови. Па во Портланд ми беше мене најсимпатичен, да кажам. И пикот, мислам дека ова му е во Портланд. 16 Да. поена на 39% тројка. Да. 2013-14 и после тоа он иде пополнува место на контендерски екипи. Во Далас играше некоја сезона, Играше у Лейкерс, у Милвоки. да. Уште еден шутер, Данкан Робинсон, исто не драфтован, и он потпиша многу богат договор после една сезона. Да. Си го наплати 90 милиона 4 или не, 5 години 90 милиона. Па У после Мајами. мораше да се правда
најпреплатен играч во лигата, па Да, еве го сега се враќа. се враќа. И мило ми е Redemption прави. што Данкан има баш оваа сезона изгледа како да работел на нови ствари. Знае да е тапне на терен, знае да влезе на кош, Да. ако му ја затвориш тројката ќе помине Не е само поред тебе. catch and shoot. А не е само апла catch and shoot. Ај тука дури сме на ова, дај го овој куриозитет со болдираниви играчи. Да, покрај Данкан Робинсон имаме уште четворица играчи што лани пример во екипата на Мајами Хит игра сите у плейофов. Покрај Данкан Робинсон, Јудонис Хаслем, он поише седеше, не još играше, али и Гейб Винсент, Келеп Мартин и Макс Штрус се тука. Све не драфтани. Све надрафтани и сите има минутажа од овие, освен Јудонис Хаслем. И Штрус, и Келеп Мартин, и Гейб Винсент, и Данкан Робинсон беа клучни играчи покрај Адебајо, Хиро и Батлер. И со Значи со 80% од ростерот недрафтани играчи они стигаат стига до до финале. финале. Да, ова е стварно куриозитет. Стварно показател за хит culture што ја Баш. потенцираат цело време дека стварно it's a thing тоа у Мајами и Баш. дека Пет Рајли не дозволува млако играње. Да. Пет Рајли требало да го земе Картер некад под закрила. Па онако го земеше, мислам дека ќе го донесеше у ред. JJ Бареа, имаме интересен плей. Тој со висината тука негде е со тебе. Пак ќе кажеме во секоја епизода, со мене не може никој, ама тука е, да. JJ Бареа битен дел од шампионската титула на Мавс. Сега што ти да кажеш што вика Леброн за него? И не само Леброн, и Вейд. Ја и памтам цитат од Вейд, кај што вика за Бареа не знаевме како да се справиме, нов момент ни беше Бареа. Не очекувавме од него да ни го даде тоа што ни го даваш. 17 поена во Game 5, 15 поена во Game 6. Да, ја решаваат у 6. Викаат, бевме спремни за Новицки, бевме спремни за Тери, Да. за Джейсон Кид, за... Да, главните Чендлер? играчи вика гейм план направивме. Влага овој од влезе од клупа, нигде никаде, дојде вика и развалува, не не изрешета. тепаше. Да. А JJ Бареа, мене тоа ако ќе помислам на него, ми текнува на најбруталниот фаул на сите времиња. Според мене, Ендру Бајнам, која му влага директива со лакт, тука, вака у ребра, под мишка му влага, го покосува на терен, човече, паѓа не може да стане Страшно 20 изгледаше. минути. Тоа за мене е еден од најлошите фаули у историја. JJ, А добро бе, чекај сега малце, може ќе се измести редот, ама сега ми текна. ајде, Па на Джереми Лин пикот. добро. Не е највисок пик од сите овие тука. Джереми Сега Лин пикот пикот е- му е 10 утакмици. А легит ти е прашањето, Джереми Лин пикнува у Њујорк втора сезона у кариерата, ги игра задните 35 утакмици од сезоната и од тие 35 има едно 15 утакмици преку 25 поена. Има таму колку гейм уинери, ако не се 2-3. Не, еден беше директен гейм Директен уинер. гейм уинер, другите се исто а многу другите клач се шутери. Лейкерс ги Превзима, реши. да, ја превзима палката од тимот покрај Кармело повреден. Кармело не играше тогаш, затоа. Да. Паради тоа дојува шанса. И, уствари така се заврши Една од- Линсенити, кога Да. Кармело се врати. Па Реално. тие му се такмиците у Њујорк, он после тоа иде у Хјустон другата сезона. Дали беше другата? Да, не, он само 35 утакмици игра у Њујорк. И Као така, кариер хайлайтс на Лин му е само од Њујорк, ама он у Њујорк има 35 Да, утакмици, после да. тоа иде у Хјустон. Да. И после тоа има неколку, Таму е па до Харден и има така. легит сезони, некој со 2-13 поени окей сезони има, Да, ама никад не е тоа што бил у тие утакмици. да. Стварно една од најјаките причи од цела NBA историја. Он тогаш ова е куриозитет, он за време на Линсенити, он спие кај Да. на кауч кај Лендри Филдс, кај негов тимејт соиграч, да. од До Њујорк. толку била врвка работа Затоа што он претходно се шалташе, знам дека беше во Голден Стейт, во Голден Стейт. ова имам утакмици гледано кај што у Garbage Time он влага. Во Голден Стейт? Да. Жими свети Ако, кажа. па ти жими. верувам, ти ги пратеше Пошто, гостава тоа. да, док седев ги гледав до ниедно време и Не играл после у Джилик, навака натака и на Да, се 10 day шалташ. контракт и Да, е, така. така е завршен Њујорк и као агентот му рекол оваа може ти е последна вечер у Њујорк и он таа вечер гази. да. Памтам против Нью Джерси сите се повредени. Значи не можат да склопат екипа. Да. Игра Даглас игра не знам кој, сите се повредени, на крај влага и Лин. Лин ја враќа утакмицата, прави ран,
Дали ја добиваат, дали ја губат против Нью Џерси, не ми текнува, ама Лин После тоа. игра јако таму, се покажува како јак играч. Мислам дека и ја врти, ја тепаат. И од таму ај нареднава малце повеќе минути. Гази, нареднава малце повеќе и иде све у хаос после. Сварно хаос. Има документарец интересен за Лин на YouTube, може да го изгледате. Краток е, не е дугачо како нашите епизоди. Дај претрче и преку Ајде, други. Бруз, двајца пар тука многу јаки дефанзивци, Бруз Боуен, исто Коби стопер, за Бруз Боуен имаме исто стрикно видео, ќе ви го ставам тука, изгледајте го, многу убаво видевце како константно во цела серија против Лейкерс пробува да го повреди, тоа му е целта, пробува да го повреди Коби. Сега се свират тие фаули, порано уопште не ги ни гледаа, не ги ни свираа кога играч ќе скокне на шут со ногата испод нозе да му ја пружаш ногата. Бруз Боуен го прави тоа буквално на секој втор шут на Коби му застанува под нозе. Многу прљав играч. Прљав играч, 3 титули со Сан Антонио, сепак важи за дефанзивеци. Тука мора да спомнеме. Алекс Карузо, еве го под него, белиот мамба. Да. Руди Гобери за него кажа да бил прљав играч, му влегал сега тука Има ситуација они пред Да, некој ден, да. му влегал у колена и сега ја гледам снимката и си викам, абе, ово е 3 лај понизок од него, иде јако Карузо на бокс аутот, ама то кафе онака и со гзот му влага у колена. Центарот му е на висината. тежиштето му е на Да. него пониско него ли Да, на Гобер. да, и не ми личи мене на тоа на Dirty Play, Карузо го поштуваме со Лейкерс шампион. Сет Кари, братот на Стеф Кари, ако некој Ако не го знае. Тоа му е легасито и на него. Да, Сет Кари, добар шутер, што друго може да кажеме. Исто така, као ролплеер се мафташе по екипи, приправени екипи за некој шампионски ран, ама никош нема стигнато некоја по сериозна ситуација. Еве го твојов омилен тука, следен, Назрид. Саши, само да ти кажам многу јака статистика, За? која сме кај Назрид. Ајде, сакам. Од центрите, Добро. оваа сезона, кој има највеќе, као некаква си листа, во полувреме, највеќе тројки дадено. Добро. Значи, највеќе тројки во полувреме од центар. Некој центар да хит чек да фати. Прв е Кат, во полувреме има даено 6-7 тројки. Втор е Назрид со 5 тројки на некоја утакмица. Трет е Назрид со 5 тројки на некоја утакмица. Четврт е Назрид со 5 тројки и пети е Назрид со 5 тројки. Браво за Назрид. Значи Од Назрид први е, пет е четворица на топ листа. дури мислам дека е 5 од 6. До 6 ај сега да не главам со фората, ама Сега ги сгази Лейкерс на прошлата. да. 37-10 имаше 6 тројки. Овој играч за мене само Ги треба да сгази има Лейкерс. повеќе простор. Исти договор може да си добие во екипа што и треба убав центар како Ван Влит. Да. Ти во NBA ако реално Добро, сега си доби он 50 на милиони договор од Минесота оваа година. па да, не е дека трпи за леп, Не не е е. Ама ете и играчки. Добро, и во со отсуство на Кат му се покачени Игра, бројките. да. Игра поише. Да. Ајде дочитај ги надоле. Да не зборам само. Добро, уште еден Устаа пена ми пак. од Видеот поинтересните моите таму. поомилени е Лудорт, уште еден одбранбен играч. Да. А, Сега за разлика од Боуен и Карузо, он има и придонесен напад, знае и да шутне и добар процент за шут има. троа повеќе. Троа повеќе од нив ама- двајца, да. Добро, да. Пак Дарал Амстронг е тука. Искрено Дарал Амстронг го на мене ми Памтиме углава по так, спектакуларниот обид за забивање. повеќе како карактер таков ситен и на дан контест он иде и ја положува. Тоа ќе му биде неговото легаси. Легаси, да. И као сайдкик на Треси Мегреди е у 2003 плейофот. Да, како сайдкик на Треси. Идеме дале, уште еден од моите поомилени играчи, TJ Меконел. TJ Меконел, играч за титула, го зијам во секоја екипа. Знам дека ќе ми даде Абе, брат, 110%. ако составиш ти екипа од овие твои играчи за титула, Ќе промашат плейоф. Ама збориме индивидуално, брат. да. Значи, екипа што иде на Ако- титула, што треба Да, еден Дери играч, Којт ако можеш да земеш, го го зимаш прв. зијам. TJ Ако не иде Меконел, он, TJ Меконел ти е следен. Да, имам такви играчи. Да.
Добро, Линго кажавме. Кај TJ Маконел, еве да додадам, TJ Маконел има трипл-дабл со украдени топки направено против Кавс пред 2-3 сезони и како куриозитет уште еден, прв трипл-дабл таков со украдени топки после 98 година од Муки Блейлок. Најс. Така да Па да, редко TJ Маконел е е 10 украдени, да. редок специмен. Да. 10 украдени. И он е, би рекол, оригинатор на тоа што сега го популаризираше Хозе Алварадо. Да. Не до таа мерка, ама TJ Маконел така во Сники, да. сники и го користи се уште невнимание на изведување тука од подкош. Знае да се прикраде. Многу убав играч ми е И мене. Хозе е таму, најдоле. А да, кога сме на таа тема, и Хозе е тука. Да. Исто го имаме Ентони Мороу, за него имаме видео направено. Треба да се изгледа тоа видео. Да. Првиот играч од тоа што ние можевме да најдеме, Првиот, што го има оној дефинитивно. брз шут, да не ја спушти топката, како ќе му ја дадат, оно тука директно да се Да. Ја но- фаќа тука, no dip, no dip, да Одма не се ја крена. донесеш доле, да испумпаш, што се вика, за да ја кренеш горе. the fastest gun in the west. Да, тоа што е сега познат, не знам, Клей Томсон, да речеме, го памтат по тоа. Има и други играчи сега. Да, меѓутоа почна Ентони Дило. Мороу е... И Ентони Мороу не испоштува. Кога ставивме на Да, Инстаграм, он не не шерна на репостираше. стори. Да. Еве, ако гледа, поздрав до Поздрав до Ентони Мороу. Да. Поздрав и до Гилберт Аренас. Ако не знаеат драгите гледачи, и он не има испоштувано. А, добро, Стефан има, да. еве, нека се пофали. Животната желба ми ја исполни Гилберт Аринас да имам да ми гостува во подкаст, така го направивме тоа во формат на подкаст. Разговараше Не знаев како се викам после тоа man 2 to сата. man. Да, со човекот. Да, може и тоа да го линкуваме тука, ќе Да, оставиме апсолутно. да го видат. Изгледајте го обавезно. Да, не поштуваат NBA играчите, тоа е муабетот. Имаме Абе, па и Саша Вујачич не и Саша шерна? Вујачич не репостираш. Саша не шерна. Ај Исто сега да има не се видео. фалиме, ај идеме, Ете и уште едното видео и тука ќе ви оставиме Саша како му помогна на Коби Брајант да освои титулата. Дечки, да знаете со кој правите муабет. Да, вака да не со- мислите дека сме некој рандом двајца шутреци од улица. Добро, па ништо. Гери Пейтон, вториот и Крис Андерсен тука би го кажал, Да кој што има интересна приказна, он беше надвор од лигата, суспендиран беше прво доживотно за наркотици, не знам, глупости тамо, ама после го вратија, исчистен од наркотици, ама пун со тетоважи, се Да. врати и Најтетовираниот човек ги, Да. ги однесе Мајами до титула. на свој грб, да. Да. Добро, тоа е тоа. Пишете ни ако сме забораиле некој. 30 души кажавме, јас стварно не знам дали сме забораиле некој. Не имаше и плејада на играчи и таму, сигурно ќе најде некој да напише некого, ама Така. побитните ги кажат. Обавезно поправете не, обавезно кажете ни како листава нема врска и обавезно искритикувајте не за англицизмите. Едва и чекам тоа да го Добро, видам. немој ту харш да бидеш ти кон нашите драги гледачи. И они нека не се ту харч до нас, драите гледачи. Не бе, добро се заебаваме. Идеме на игрица. Може игрица. Ајде, еве го спомнавме Никле вика дека Ентони Мороу. би бил тежок. Тежок, Ама- тежок. Има 3 сезони со по 20 утакмици. Така да други веќе ги каеш, очекувам за овие За Еве. колку екипи станува збор? 2, 4, 6, 7 екипи има Ентони Мороу. Бајаги. 7 екипи. Идеме со тоа што го знаеме. Еден Golden State, Добро, New Jersey Nets. точно. Сега, не знам, мислам дека нема Бруклин таму, кога се смени името. Не, Нью Джерси. Не фигурира Бруклин. Добро, 2 екипи. Оклахома 3, Мгм. Далас 4, Точно. Нью Орлеанс. Како го памтиш бил Далас за Ги пратев Далас Монте Елис кој играше. Мислам дека истата 17 сезона. утакмици има само. Истата сезона е. Нью Орлеанс 5 Да. И уште 2. и уште 2. Нью Орлеанс 5. На истокот се двете. Добро, на истокот се двете. Стварно тежок играч ова. Мислам, тешки се овие две екипи. Не се тешки, Атланта е едната. Браво, браво! 24 утакмици. Не се. Ти си го тешки. прател Ентони Мороу чекор, човек. Абе, од помилените ми е, брат, знаеш, кој ми беше кејф која... Чекај, која е последната, сега ќе ти ја кажам и 9 последната. утакмици последна сезона у кариерата. После Оклахома.
Само оваа екипа е, друга нема. Само ова е 2016-17. Не. А, ја најде? Од ова што гледам, бегај. Од ова што гледам тука само таа екипа е. А тоа е. Ајде пукни ја. Чикаго. Чикаго Ајде, бе! Булс, леле, дечко, 7 од 7 за Ентони Моро. Поздрав ако гледа Ентони Моро уште еднаш. Мислам уште еден шер дека ќе ни дае за ова. Не е тежок, не е. Браво. Драги гледачи, можно е да треба да ја менјам играта во наредни епизоди, затоа што стварно се мачиме да најдеме играч, јас посебно, Никле и така. Ама еве, конечно, го Мет Барнс, што го спомнавме, Еден Лейкер грейт. па гаѓај, имаш таму. Поклони си и почни. Да, ќе почнеме со Лейкерс. 9 екипи. 9 екипи, многу се. Имаме Лейкерс, имаме Голден Стейт, Да, имаме Орландо, да. Ајде од поновите при крај таму. Таа кажеа, па други бе, Клиперс, добро. ете, така. Значи, да кажеме дека најпознатите ги кажавме. Сега, тука има све по една сезона и една екипа со 2 сезони. Сакраменто, Браво. Сакраменто. Браво за ова. Сега, имаш уште 4 екипи. 5 кажав, мислам дека. кажа Clippers, Golden State, Lakers. 2, Lakers, 3, Sacramento, 4, Orlando, 5. Добро. Имаш уште 4 екипи, од кои едната е само 6 утакмици и стварно е без везе, значи 3 екипи имаш за гаѓање. На почеток, Оклахома. не, Еј, нема Оклахома. Не. Тандер нема. ај вака. Он го има кажуван ова, има играно со двајца, иначе 2 на запад, една на исток имаш за гаѓање. Има играно со great players во екипа. Неславно. Завршува екипата, ама Аха, Нетс, добро. не, Бруклин Нетс? не. Епа, Great Players, што ми кажуваш? Двајца great players. Нью Йорк. Нью Йорк е таа со 6, ќе ти ја признаам, ајде, што рековме ќе ја тргнем, ама сега пак ја ставиме. Добро, чим ја кажав. Да. Двајца great players во 2000-тите, На исток ми збориш. на исток, средина на 2000-ти и екипата неславно завршува. Лоша сезона. Филаделфија. Да. Да? Таму има играно. Има играна со Айверсон и со И Вебер. со Вебер. Да. Де не знаев дека до толку е стар дади. Да. Мислев дека е помлад Мет Барнс. И на запад уште 2, а? Да. Теј Сакраменто, Лейкерс, Голден Стейт. Хјустон ме влече да кажам. Не. Не, а? Каша попара направив. Едната екипа му е на 35 години. Феникс. Не е таа екипата, ама да. У Феникс има играно? Феникс има играно на 28, 2008-2009 со Шек екипата. У дресот вака на Блиц ми дојде. И уште една екипа на запад. Стварно немам појма. На краја 15-16. Мемфис. Да, Мемфис? најс. Не, тежак беше, овој беше многу тежак. И Добро, 2 утки. И топ го, да, со 2 утки, ја мислам дека топ пројде. Супер Мемфис. пројде. Добро, на крај беше ова нема играно, ова нема играно, ова има играно. Да. Ништо, драги Тешки гледачи, играчи. И Бети, овој Морал, браво. ќе видиме за наредна, може други игрички Може ќе имаме. менјаме игрици. Имаме на лагер игрички што Ни може. пратија, драгите гледачи, интересни игрички. Да, им благодариме за тоа и ништо на вас, како и во секоја епизода, мора Да ви ви посакаме напоменеме. добро здравје. И не седете на цементо никако, слушате. Да, никако. И На така. клупи седете, не со нозете Само на на клупа, само со така на клупа. Да. И играјте баскет и гледајте од клупа и Ви се ставите стопли лайк, сега, играјте subscribe баскет. и викајте за баскет. Да, peace. Ај чао.